Добро вечер. Вие сте со 24 анализа, јас сум Менчата Насоваточи. Говориме за незаконската наплата на здравствените услуги од страна на матичните гинеколози, причините за непочитување на законот, казните. Во студиото се доктор Ана Петрова, советник на генералните директори на Фондот за здравствено осигурување, доктор Душко Филиповски, председател на Сдруженијето на матични гинеколози и Росана Јаневска, правна советничка од ХЕРА. Добро вечер сите од вас. Пред да почнеме со разговорот, сакам да го погледнеме прилогот на колешката Ивана Стојкова, која има снимано неколку пациенти токму на оваа тема. Случајот со незаконската наплата на гинеколошки здравствени услуги за кои говореа жени од Чуторизари охрабри други жени да проговорат за работењето на матичните гинеколози. Ана Марија Блажева е една од нив. Редовните прегледи во текот на бременоста ја чинеле многу пари. Од 300 до 1000 денари земал матичниот гинеколог за ихо преглед. Парите ги давала на рака, без фискална сметка. Кога сакав да се остварам како мајка, значи мораше да биде со редовни прегледи и се. Значи јас одев секој втор ден кај него. Секој втор ден кај него. Ехо преглед ми беше наплатуван 300, 500, 700 денари, нака од рак. Стигнав до моментот да добиам позитивен тест на бременост, му се јавив, отидов. Само што ме погледна на ехо за да ми ја потврди бременоста, ми наплати 1500 денари. Сето тоа без фискална. Знаете, во тој период на животот, кога сакав, значи, навистина сакав да се остварам како мајка, не ми беше некако првенствено тоа колку ми се наплатува. Токму ваквите искуства ја натерале Ана Марија да се информира за правата на пациентите, пошто увидела дека работењето на гинекологот било противзаконски. Но искуствата не биле поразлични ни тука и новиот матичен гинеколог. Јас инсистирам на фискална сметка, добивам одговор. Знаете, приватно е, докторката сама си го купила ехото, а ние мораме да наплатуваме. Не, вие и последниот момент што го кажав е, дали на вратата ви пишува дека прегледот кај матичниот лекар не треба да се наплатува. Ама знаете, ние со ФЗО имаме проблем, не исплаќат. Јас си кажав, тоа не е мој проблем. Тоа е ваш проблем. Вие борете се за вашиот проблем. Не можете на грб на пациентите да се богатите или ние како пациенти да плаќаме дупло. Плаќаме со тоа што ни се одбива за здравствено осигурување и плаќаме уште еднаш. Значи добиваме плаќање за здравствено осигурување, а добиваме нездравствено однесување. Ова, како што вели Ана Марија, е проблем кој се провлекува со години наназад на секој преглед. За пациентот да пријави незаконско работење на гинеколог пак, потребна е фискална сметка како доказ, а сепак голем број од гинеколозите земаат пари на рака, па така за пациентите е тешко да се докаже незаконската наплата на лекарите. Треба да го сменати начинот на кој што можеме да пријавиме. Значи, да, вака ние можеме да пријавиме, сум пријавувал, но како доказ им е потребна фискална сметка, која не ја даваат. И тоа треба да биде најчесто и да дадат фискална сметка. Матичните гинеколози пишува медицинска услуга. И тука е малце дискутабилно колку може да се докаже што е правено врз пациентката. Дали се земале брисеви, дали се земал пап, дали се правело ехо или колпоскопија. Значи медицинска услуга е широк поим. За незаконска наплата на здравствени услуги од гинеколог зборува и трудници и жени од Чуторизари. Дел од трудниците, чија што бременост се следи во гинеколошката ординација таму, тврдат дека им било наплаќано за прегледи покрај тоа што според закон тоа треба да е бесплатно. Да барат за ехо, пошто има овие, како се каже, 3D или како е тоа, и за тоа барат пари. Па 350, мислам така, 300 денари. А ние знаеме дека не треба да се плати. Но и покрај тврдењата на пациентките, инспекцијскиот надзор на Државниот здравствен и санитарен инспекторат не нашол никакви нерегуларности во работењето на гинеколошката ординација. Здравствените инспектори во медицинските досиеа и здравствените картони не констатирале неправилности во работењето на оваа гинеколошка ординација. Затоа дали и колку инспекции се направени кај матичните гинеколози, од инспекторатот велат дека постапуваат по претставки од пациенти и доколку се утврди дека прекршокот е направен по прв пат, согласно Законот за здравствено осигурување се спроведува постапка за едукација. Оттаму потенцираат дека сепак наплатите на услугите кај матичните гинеколози се предмет на надзорите на Фондот за здравство.
Дебата и реакции во јавноста предизвика изјавите на гинекологот од Шутка дека активно работи на тоа да им влијае на жените да не одат да абортираат, бидејќи тоа се косело со нејзините религиозни убедувања. Ставот на Министерството за здравство е дека гинекологот има обврска да советува пациентката за прекин на бременоста, но исклучиво од стручен аспект, односно единствено доколку утврдил дека за тоа постојат медицински индикации. Тоа значи дека гинекологот нема право врз основа на било какви лични убедувања, вклучувајќи ги верските убедувања, да влијае на одлуката на пациентката, се вели во соопштението на Министерството за здравство. Да, токму жените од Шуто-Оризари го поставија прашањето за незаконската наплата на матичниот гинеколог во оваа населба и всушност го отворија прашањето што понатаму. Како е можно 10 години да се случува една ваква појава и да молчат сите, и пациентите, и гинеколозите, и надлежните институции? Кој сакате од вас? Па ева јас Вас не ви е непознато, така? Како представник од Фондот за здравствено осигурување и поранешен раководител на сектор контрола, сега советник на генералните директори, значи соочени сме со неможноста да го докажеме она што го тврдат осигуреничките и што кажуваат дека навистина не им издаваат фискални сметки, а во потврдата за наплата на учество пишува само здравствена услуга. Тоа се и наодите од контролата. Би сакала да кажам еве на почетокот дека Фондот за здравствено осигурување по представки од осигуреничките, а исто така и по барање на народниот правобранител, кај што тие се јавуваат и по плаките нивни, постапува контролата, секторот за контрола на Фондот за здравствено осигурување и од 2014 година направени се и заеднички контроли со Управата за јавни приходи, бидејќи тие се надлежни за проверка на фискалната каса, односно фискалните сметки, додека фондот во делот на работењето би можела да ви кажам податок дека во 2014 година направени се 42 контроли по пријави на осигуренички. Констатирано е во 21, значи во 50% од овие гинеколошки ординации наплата неосновано, неоправдана наплата, незаконска, на дополнителни средства, потоа неуредна евиденција во 2 ординации, неиздавање на фискална сметка и квитанција, а исто така и наплата на дополнителни средства во делот на тоа дека пациентот значи не бил во можност да обезбеди фискална сметка, она што и пред малку го слушнавме. Со тоа што колку е на осигуреникот, толку е не на лекарот, така да не можеме да докажеме. Заказните малку подолу, доктор Филиповски. Проблемот со оваа проблематика веќе 10 години наназад се провлекува. Тоа е од 1.1.2007 година. Од кога се приватизира, ние се приватизиравме и станавме приватни здравствени установи. Појавата не е непозната ни за фондот, ни за Министерството, за сите. Присутна е. И одма ќе кажам, зошто гинеколозите наплатуваат? Гинеколозите наплатуваат затоа што од капитацијата која што добиваат не можат да обстојат. Тоест, не може да функционираат како приватна здравствена установа. Кратко и јасно. Меѓутоа, за да не должам многу, ќе речам, значи еве ја дадов темата каде што би можеле да продолжиме, одма ќе прашам. Што за тие 10 години превзема институциите во државата, Фондот за здравство, Министерството за здравство, за да се оваја негативна појава, да ја кажеме, да се искорени, да се санира. Значи, да дојдеме во една состојба, каде што пациентите ќе си ги остварат своите права, како што им следуваат, меѓутоа да дојдеме во состојба каде што приватните здравствени установи по гинекологија и акушерство можат да функционираат. Добро, но тоа не е доволна причина за да се крши законот. Вие се надевам надоле ќе ми објасните се околу капитацијата. Сакам да расчистиме само што се плаќа кај матичните гинеколози. Дали нешто се плаќа, зборувам за сите жени, за бремените не се плаќа ништо. Да знаат пациентките.
Значи, согласно законските прописи и договорот склучен со фондот, избраните гинеколози може да наплатуваат кај оние жени кои што не се бремени, како што кажавте, бидејќи истите се ослободени од партиципација за сите услуги на трите нивоа здравствена заштита. И со програмите, и со програмата, и со да. за здравствена заштита. Така, значи дека она за што плаќаат осигуреничките, тоа е 60 денари за цитолошкото испитување на земениот пап тест, значи земењето на брисот за пап тест не се наплатува, исто така микробиолошките брисеви, промивки, прегледот кај избраниот гинеколог, значи единствено се наплатува 60 денари за цитолошко испитување на пап тестот, бидејќи тоа е на секундарно ниво здравствена заштита, и за апликација на ампуларна терапија по налог, значи ампулите, шприцот и иглата, согласно одлуката за учество на осигурениците во делот на апликација на ампуларната терапија. За ова нешто, по извршената услуга, осигуреничката треба да добие квитанција и фискална сметка, зашто е и договорната обврска во договорите склучени со фондот. Значи, за останатите прегледот, ехопрегледот, колпоскопскиот преглед, промивки, микробиолошки брисеви, земење на пап тестови, тоа е бесплатно кај избраниот гинеколог. Колку ехопрегледи? Или сите? Не е дефиниран пакетот на здравствени услуги, меѓутоа има упатство по медицина заснована на докази, не само во дејноста. Се владеете по тоа? Да, не само во дејноста гинекологија. Овие упатства се донесени од Министерството за здравство и истите треба да бидат почитувани од страна на сите лекари во зависност од дејноста која што ја вршат. Предпоставувам, тоа е и што ги буни лекарите, затоа што тие пакети се носат веќе 15-20 години никако да бидат донесени. Дали ХЕРА има информации за незаконска наплата од страна на матични гинеколози, затоа што вие со години се занимавате со здравствена едукација на... Јас најпрво би сакала да ви се заблагодарам за поканата и да го поздравам тоа што конечно ова прашање ќе го добие вниманието кое што навистина го заслужува. ХЕРА како организација која што работи на унапредување на репродуктивните права на сите луѓе, а особено на маргинализираните заедници, години наназад алармира за проблемот со недозволената наплата на гинеколошки услуги кои што би требало да бидат бесплатни и би сакала да споделам одредени податоци со кои што ние располагаме и произлегле од нашето работење. Во периодот од 2012 до 2016 година ХЕРА регистрирала вкупно 957 случаи на незаконска наплата кај матичен гинеколог. Овие случаи се однесуваат на 15 различни матични гинеколози, а се пријавени од страна на ромки кои што живеат во Шуто Оризари. За територијата на Само за територија на Шуто ромките живеат во Шуто Оризари, меѓутоа гинеколозите се од различни подрачја на градот Скопје. Последнава година, 2017, дури 49% од вкупниот број на случаи кои што ХЕРА ги регистрира како организација се однесуваат токму на незаконската наплата. Тоа се 320 случаи на незаконска наплата. Овој пат не само жени кои што живеат на територија на Шуто Оризари пријавиле, туку пријавили жени кои што живеат во општина Ѓорче Петров и Чаир и Шуто Оризари како општини во кои што живее ромско население за услуги кои што им биле наплатени кај 12 различни гинеколози. Нашата цел на работејќи на оваа територија е да ја зајакнеме свеста на граѓанките за важноста од почитувањето на нивните репродуктивни права и доколку тие сами се мотивирани, значи доколку тие одлучат нивно лично право е дали ќе преземат одредено правно действие или не, тие го преземаат, тие реагираат со представки до Народниот правобранител и Фондот за здравствено осигурување кои што пак понатаму ги процесуираат. Благодарение на нивните представки, годишните извештаи на Народниот правобранител со години алармираат за проблемот со незаконската наплата и укажуваат на државата дека треба да преземе итни мерки за решавање на овој проблем. За жал, препораките не доаѓаат само од внатрешни институции, туку доаѓаат и од меѓународни тела.
Во 2016 година Комитет на Обединети нации, тоа е Комитетот за економски, социјални и културни права, упати ургентна препорака до државата итно да стави крај на праксата на незаконско наплаќање и постојано да ја следи работата на приватните даватели на услуги. Но работите останаа такви какви што се. Доктор Филиповски, што е проблемот? Проблемот е од многу поодамна. Многу одамна, да, тоа веќе го констатиравме и проблемот е лоциран на повеќе делови, на повеќе аспекти. Првото го спомнав. Капитацијата за матичните гинеколози е извонредно ниска по износ, по прикрепен пациент, кое што не дозволува нормално функционирање. За да им биде јасно на гледачите, таа капитација, тоа е всушност бодот кој што изнесува 50 денари по прикрепена пациентка. Без разлика одела или не одела на лекар, месечно вие земате по 50 денари од секоја пациентка. Сега, значи, да, ако тргнеме од капитацијата, ќе појасниме и капитацијата покасно. Многу добро рече доктор Петрова во најавата дека овој проблем одамна постои. Зошто? Затоа што не се знае што е тоа што следува на пациентката во текот на бременоста или, ако не е бремена, во текот на годината при рутински гинеколошки преглед. Но таа рече дека се владеат по протоколите или протоколите за бременност ги знаеме сите. И знаеме отприлика што се наплатува, што не се наплатува. Вие ги знаете, ние не ги знаеме. И сега ќе кажем. Моменталниот начин, протоколите за трудните се јасни, законот го кажува тоа, дека во тек на бременност одреден број на гинеколошки прегледи не се наплатуваат, микробиолошки присеви не се наплатуваат и тоа е тоа. И нели лабораториски тестови, тоа што го работат другите здравствени установи. Меѓутоа, ајде сега вака да направиме. Ако работиме за бременност, капитацијата, која што јас ја добивам од 50 денари, ви кажувам отворено, дека мене ме тера да не работам. Колку пациенти имате, доктор Филиповски, Јас имам по компјутер некаде околу 5400-500 пациентки, меѓутоа фондот ми плаќа за 4300 до 400-500. Другите се пасивни. Зошто се пасивни, тоа не знам. Значи, да дообјаснам. Капитацијата која што ја добивам за прикрепена жена во тек на бременност 50 денари, вкупно 10 месеци 500 денари, мене ме тера да не работам. Тоа се 200.000 за 4.000 пациенти се 200.000 месечно, ако добро. Да не се префрлуваме од тема на тема. Значи, не е тема на тема, тоа се зборуваме за дали ви стигаат тие финансиски средства од таа капитација. Ајде сега да правиме за тоа. Опремување на една гинеколошка ординација со деловен простор, со опрема, онаа која што треба да има секоја гинеколошка ординација, барем од просечен тип, и со потребен инструментариум за работа, чини од 100 до 200.000 евра. Да бидеме јасни. 100.000 евра е, ако деловниот простор е свој, го имате како свој, а ако треба да го купите, треба да си го платите уште толку. Значи, одма ќе ви кажам зошто е тоа така. Просечно ехо од новата генерација, просечно ехо, кое што би требало да го има ординација, е од 35.000 евра до 150.000 евра. Зависно кој ќе го земете. Просечен колпоскоп во ординациите кои што треба да ги имаме се од 5 до 15.000 евра. Што да ви кажам друго, стерилизатори, цетегиња, столевите се од 2 до 4-5.000 евра еден стол. Добро, ви верувам дека е тоа така, но кога ги подпишувавте договорите? Да, во 2014. Што стоеше во тие договори тогаш? Во 2014. Вие се согласивте сами да си набавите опрема, а фондот ви даде колпоскопи, така? Во 2007 година фондот обезбеди за избраните гинеколози колпоскопски апарати, а во... Колку? Па за гинеколозите кои што беа во тој момент... Колку? На број? Мислам дека 100. Не.
Не ја знаете точно бројката. Како можете да не ја знаете бројката? Колку колпоскопи сте доделиле во на гинеколошките ординации? Јас ќе ви кажам дека ја располагам со бројка 42 колпоскопи. За избраните лекари беа обезбедени ЕКГ апарати, за гинеколозите колпоскопски апарати. Меѓутоа би сакала да споменам апропо цените на апаратурата и се останато. Значи, согласно правилникот за простор, опрема, кадар, за да се регистрира гинеколошка ординација, задолжително е потребен ехоапарат. Значи, но таму не пишува дали е тоа 2D, 3D, 4D ехо. Што значи дека она што за обезбедените здравствени услуги кои ги плаќа фондот со капитација, гинеколозите потребно е да имаат стандарден ехоапарат за нашите услуги. Но во правилникот за простор, опрема, кадар никаде не пишува дека е надстандарден или пак во нашите подзаконски акти. Тоа е една работа во однос на опремата. Во однос на исплатата на капитација. Значи, имаме 50 денари вредноста на бодот. Бодот е еден бод по осигуреничка, а изборот се врши значи, од осигурени лица од женски пол над 12 годишна возраст до крај на животот. Што значи, би сакала со бројки. Да. Каква е ситуација? Значи, фондот за 2017 година има склучено 133 договори со ПЗО. И тоа за 142 избрани лекари. Прикрепени осигуреници кај сите овие избрани 142 гинеколога се 510 478. Тоа е вкупниот број. Над 12 годишна возраст. Порано беше 14 годишна возраст на барање на Сдруженијето, поради преран пубертет се помести границата подолу. Што значи дека во однос на населението во Македонија, 60% од населението има извршено избор, од оние што можат да извршат избор. Во однос на капитацијата која што се исплаќа за 12 месец 17 година, имаме исплатено 22 729 515. Значи 22 милиона 729 515 илјади. Тоа значи дека над 4000 осигуреника имаме 62 гинеколога. Тоа е капитација помеѓу 180 и 300 илјади денари, поточно најбројна, значи во една приватна здравствена гинеколошка ординација во Тетово има прикрепено 8908 осигурени лица, а исплатена капитација 292 350 илјади денари. Во таа ординација има еден лекар и една медицинска сестра? Еден лекар, една медицинска сестра, но заради тоа што фондот сака да обезбеди квалитетна и навремена здравствена заштита, изготви скала по која што се плаќа 100% од вредноста на поенот до 4000 осигуреници. Бидејќи во тој случај, еден избран гинеколог би можел да им посвети внимание на своите пациентки и да ги збрине и навреме и ефикасно. Но знаете ли дека матичните доктори заради тоа и ги одбиваат пациентките кога имаат над 4000? Да, но дестимулативно е, помалку се плаќаат. Но дестимулацијата беше направена од причини што, значи, бидејќи се намалува процентот за кој што се исплаќа по поен, во тој случај ние сакавме да се обезбеди втор тим со кој што оние што имаат премногу осигурени жени да се префрлат кај другиот. И друга една работа која е поволност од 1 јануари 2014 година, фондот обезбеди за оние што ќе почнат, избрани лекари прв пат, избрани гинеколози да работат, обезбеди стимулативна капитација од 800 поени бода, односно 40.000 денари, значи како што е случајот сега со гинекологот сукцесивно ќе се зголемува бројот на изборно осигуренички и до 18 месеци, односно
3-6 месечија фондот ќе плаќа ако овој гинеколог додека стегне 800. Кога ќе има над 800 поена, во тој случај ќе му се исплаќа капитација како и на останатите. Тоа е тоа. Може, дали се доволни, вие тврдите дека не ви се доволни тие средства? Јас ќе ви кажам, доктор Петрова убаво ги кажа, податоците ги кажа за оние кои што најмногу взимаат. Ајде молам за најмалку. Еве за најмалку ќе кажам. Значи тоа е ПЗО во центар во Скопје со 96 осигуреника, 3500 денари, најниската капитација. Бидејќи, значи, Не може да остварат плата со тие средства. Оваа колешка, значи, немала стимулација. Односно, најверојатно има изгубено, бидејќи не обезбедила доволен број осигуреници. Ај сега сега и уште малце некои други, дали знаете ли ја да ги наведам? Во однос на капитацијата, на износот. Во однос на капитацијата. Значи, овие што се 62 гинеколога се над 4000 осигурени лица. Останатите до 142, значи, по списокот, значи, до 1000 осигуреника имаме 10 гинеколога. Во тие 1000 осигуреника имаат 4 почетници кои што примаат капитација стимулациона. Што значи дека 40.000 на доместок, независно од бројот на осигурениците кои што ги имале на почеток. Значи во тек на 18 месеци они постепено ги зголемуваат бројот. Од 1000 до 4000 осигуреника до 62, да речеме, 62 лекара, тоа се лекари кои што примаат некаде околу меѓу 80 и 100.000. Ова го поставува прашањето за неправилната распределба на гинеколозите. Ако може, во тој смисол имам некои податоци. Кои се, значи во Скопје од овие 142 избрани гинеколози, 51 гинеколог се во Скопје, а 91 се во низ Македонија. Во однос на дистрибуцијата, да речеме по градови, во Македонски Брод, Демир, Хисар, Крушево и Пробиштип немаме гинеколог. Останатите гинеколози се распределени во другите градови, со тоа што на просечно во Република Македонија по гинеколог е околу 3568 осигурени лица. Така, ама не се правилно распоредени. Не се правилно распоредени. Така да е една битола исто. Така има многу малку гинеколози. Тоа е веќе проблем и на недостатокот на гинеколози. Има ли влијание таа неправилна распределба пред да почне доктор Филиповски да го образложува неговиот дел? Така е, очигледно дека навистина постои системски проблем и веќе од оваа дебата заклучуваме дека постои навистина незадоволство кај гинеколозите, а од друга страна фондот си настапува со своји аргументи како институција. Меѓутоа во никој случај консенсусот кој што не успеале да го постигнат гинеколозите со институциите не смее да се одрази на пациентите. Ние не сме овде да ги напаѓаме гинеколозите како фела, да покажуваме со прст, да ги отцрнуваме или да ги ставаме на тапет, па тие да ја затворат својата ординација. Ние сме тука за да признаеме дека навистина постои проблем со незаконска наплата и дека тоа не е проблем на шутооризари, дека тоа е национален проблем и дека тој проблем треба да се реши. И дека пациентките го премолчуваат или пак не го знаат, така е, и си плаќаат. Замислете како во пракса изгледа, доколку една пациентка која што е примател на социјална парична помош од 2500 денари, за еден ехо преглед треба да плати 500 денари. Дали таа жена се соочува со сериозни финансиски бариери во пристапот до правото на здравје? Замислете ако имаме кумулација на бариери. Да речеме, ако жената физички, географски не може да пристапи до гинекологот. Спомнавме дека имаме 4 места во Република Македонија кои што воопшто немаат ниту еден матичен гинеколог. Замислете таа истата жена да е социјален случај,
значи да зема само основни парични надоместоци од социјална нема заштита. Нема средства да си плати за да стигне до местото каде што е гинекологот. Така е, нема трошоци нема можност да ги покрие трошоците за транспорт, а камоли па да плати за услугата. А замислете, бидејќи постојат и други бариери кои што сакам да ги спомнам, замислете да се акумулираат сите заедно. Еве ние во 2016 година направивме истражување во Шуто Оризари. Тоа е карта со оцена од заедницата, каде што самата заедница оценува каков е пристапот до услуги за репродуктивно здравје. Сама оценува каква е достапност и каков е квалитетот според заедницата за пристапот до услуги. 15% од испитаничките ромки од Шуто Оризари одговориле дека барем еднаш биле одбиени при пристапот до матичен гинеколог. Најчест изговор кој што лекарите во тој момент го користеле било дека имаат премногу пациенти, дека нивната квота на пациенти е веќе пополнета, дека пациентката е премногу стара, односно дека тие работат само со млади пациентки или обратно, во зависност од тоа дали стара или помлада жена ќе им се обратила. Значи тука веќе зборуваме за повеќе бариери кои што најчесто во такви средини кои што се социјално исклучени се акумулираат. И тогаш веќе ние не можеме да зборуваме за репродуктивни права. Ние мораме да бидеме свесни за овој проблем, дека е системски и дека треба да се реши тоа ургентно. Ние како организација сме свесни за ограничените капацитети на државата, дека државата не може во исто време да се посвети на сите здравствени проблеми подеднакво. И решивме на наша иницијатива да формираме посебна работна група со сите засегнати страни кои што ќе се позанимаваат токму со ова прашање. Делегираа представници и Сдружение на матични гинеколози и Фондот за здравствено осигурување, Министерството за здравство, Институт за јавно здравје, акушери, представник од семени лекари. Која е целта? Целта на оваа група е да се направи прво една ситуационна анализа за тоа со какви човечки капацитети државата во моментот располага. Кои ни се на нас човечките ресурси? Имате ли првични информации? Ќе споделам за кратко. Со колку гинеколози ние располагаме, каков е трендот кај гинеколозите, со колку акушери располагаме, каков е трендот. Еве, например, она што е евидентно е дека гинеколозите како професија стареат. Околу 1/3 од гинеколозите се на возраст над 60 години. Околу 1/2 се на возраст од 50 до 60 години. Просечно во наредните 15 години ќе има 7 до 8 пензионирани гинеколози годишно, доколку како возраст на пензионирање се земе 65 години. Да, тоа е голем проблем на државата и проблемот со специјализации за кој што секогаш говориме. Исто така уште еден важен наод кој што мислам дека не треба да го занемариме е улогата на патронажната служба. Поливалентната патронажа е служба која што стига онаму каде што никој друг не стига. Тоа се посети кои што се прават во домашни услови на жени во репродуктивен период, бремени жени и што туку породени жени. И ние заклучуваме дека оваа служба треба да се јакне. 341 акушерка се дел од оваа служба, меѓутоа тенденцијата на акушерки нивниот број исто така да се намалува. И повеќето акушерки се во поодмината возраст, исто така како и гинеколозите и таа професија ни старе. Ние како прво, како држава, немаме посебен регистар кој што го ажурираме за тоа со какви капацитети располагаме. Дали акушерките кои што ги продуцираме како земја, навистина работат како акушерки или работат како стоматолошки сестри. Значи, ние мораме да направиме прво процена и да видиме со каков потенцијал располагаме за да можеме ефикасно понатаму да го алоцираме, да можеме да направиме проекција во иднина за тоа што планираме ние со здравствениот кадар и како можеби треба да се направи поинаква распределба на надлежностите внатре меѓу самиот кадар. Дали семените лекари имаат капацитет да преземат дел од услугите за репродуктивно здравје? Дали треба да ја јакнеме патронажата за да стигне до места, до рурални средини, до социјално исклучени средини? Ќе излезе оваа група со модалитети кои што ќе ги представи на државата и тоа ќе го направи наскоро. Ние сакаме да ја помогнеме на државата и да ја дадеме готови решенија кои што ќе бидат базирани на докази. Од државата понатаму ќе зависи дали ќе ги искористи за креирање на здравствени политики во иднина. Невладиниот сектор обично го прави тоа што не го прави на државата и често помага во вакви ситуации. Доктор Филиповски. Застанавме таму каде што доктор Петрова застана за капитацијата, покриеноста, распространетоста на матичните гинеколози, стигаат ли средствата? Еве сега, значи ви кажав од Значи, ни набројавте вие колку кошта ехото, да, кажавме колку коштаат апаратите. Ако сакаме да работиме во современи услови, ако сакаме да работиме гинекологија која што ќе биде пристојна на, да речеме, средно европско ниво. Сето тоа е во ред. Ако сакаме да работиме пакистански модел,
тогаш нема проблем. Ама вие сте го подпишале тој пакистански модел? Така, тој бил 2014 година подпишан за по тие услови во кои што сме морале да ги подпишеме. Знаете вие 2014 година. Зашто молчевте 10 години? Знам како се. Еве сега ќе ви кажам, не молчеле гинеколозите 10 години. Ние имаме важечки договори од 2014 заклучно со 2018 година. Тие се 5 годишни договори. Доктор Петрова знае, на сите преговори сме се учествувале заедно, дека гинеколозите не подпиша анекс на договор за 2015 година, не подпиша анекс на договор за 2016, не подпиша анекс на договор за 2017 година. Зошто? Затоа што не можевме да се најдеме со фондот. Меѓу нашите барања и понуди и понудите на фондот и нивните прифаќање или одбивање на наши пари, не можевме да се најдеме. И останавте да работите по старите договори, но со ваши правила. 2014 година со тие правила. Зошто не ги подпишавме? Не ги подпишавме затоа што не можевме да најдеме заеднички јазик. И тоа може би не е толку ненормално. Не сме се договорили, имаме договори по кои што работиме и ќе работиме. Меѓутоа, тие договори го доведува до ова што е присутно. Нели така? Јас можам, доктор Петрова убаво кажа, кој има најмногу, кој има најмалку. Да, ги каже пациент. Што правиме со гинеколог кој што има 65.000 капитации? 1300 жени има прикрепено, а други жени во таа средина нема. Како ќе обстане? Значи, таа треба да биде, докторката треба да биде на минимална плата 12.000, сестрата да биде на минимална плата од 12.000, да плати придонеси, струја, вода, парно, за опрема и било какви друго посовремено нешто опремување, не станува збор. Да не зборуваме за усовршување. Дали некој знае, дали предпоставува некој во фондот за здравство колку чини усовршувањето, тоест следењето на современата гинекологија и акушерство? Не. Ако јас вас ви ги кажам бројките колку чини еден курс за гинекологија и акушерство, ќе ве заболи глава. Верувам, но вие одите по заобиколен пат, наместо да си ги барате правата и да договарате таму кај што треба, вие удривте по пациентите. Не можеме да се договориме. договориме. Не можете по пациентите тогаш. Јас не велам дека е тој најдобриот начин. Не воопшто добар начин. Меѓутоа, испаѓа дека е единствен начин. Се крши законот. Да, точно е. Се кршат правилниците, законот за здравствена заштита, законот за фискализација и УЈП тука има да продолжам натака. Дали треба сега докторката во таа средина кај што има гинеколошка ординација да ја преселиме во поголема средина и таа средина да остане како што ги наброја без гинеколог. Друг колега во друг град, во Западна Македонија. 75.000 капитации. Како да обстане тој човек? Тие се луѓето таму, печалбари се. Тие се, нема други. Како ќе обстане таа ординација? Доктор Ана Петрова знае сигурно повеќе. Во Скопје имаме колеги кои што имаат до 100.000 денари капитација. Сега, да разјасниме уште една работа. До 100.000 има 26. Од колку вкупно? Од 140. Сега, ајде да расчистиме што е тоа капитација. Меѓународот владе едно мислење дека 100 или 200.000 капитација е 100 или 200.000 плата на гинеколог и на сестра. Значи, гинеколошка ординација, средно технички опремена, не може уствари да функционира без 100 до 120.000 денари. Не може. Опрема, материјални трошоци во секојдневно работење, карактеристични само за гинекологија. Значи, не зборувам тука за тонери, не зборувам за хартии, не зборувам за индига, не зборувам за друг потрошен материјал. Зборувам за потрошен материјал по гинекологија, потребен само за гинекологија. Е некаде од 200 до 300 евра месечно. Месечно. Јас можам да ја дадам на прилог мојата фактура у декември месец што сум набавил потрошен материјал, зборувам, кој што изнесува 300 евра. Тоа е секој месец така. Дајте ми сега друга ординација, освен стоматологија и специјалистичките ординации на колегите специјалисти, кои што веројатно ги имаат сличките трошкови. Дајте ми една ординација која што има приватна здравствена установа, значи остануваат педиатрите и општа медицина, која што ќе извади 300 евра трошок месечен
за секојдневно работење, значи не за хартии и за... Добро, доктор Филиповски, општите лекари си го качија бодот, ја качија капитацијата, повеќе зимаат од вас, 55 денари. Како вие не успеавте во тоа, а тие имаат помалку трошоци? Па ние не бевме послушни. Цело време се гласни, не знам. Различните поени по возрастни групи, избраните гинеколози, земаат двојно повеќе од општите лекари, од дејност општа медицина. А би сакала само да се надоврзам на ова. Зошто не се подпишаат договорите од 2014, анекс договорите од 2014? Затоа што фондот, сакајте да ги заштити осигурениците, казната од половина капитација за неоснована наплата на дополнителни средства ја качи на 3 капитации. И тоа беше една од причините зашто не сакаа да се подпишат договорите, покрај тоа што се бараат, нели, повеќе пари. Но, сепак, мислам дека нескромно е и не е во ред да осигурениците трпат заради ваквиот однос. Облигационен е односот меѓу фондот и гинеколозите. Никој не ги пресилува тие да имаат склучено договор со фондот, но не на товарни осигурениците. Договорите си работат скроз. Кога сме веќе... Па не е баш. Не е баш. Значи, сепак им одговара. Повелете па за договорите само, кога се работи за договорите. Доктор Петрова спомна само една од причините. Може би, мислам дека тоа не беше 2014-15, тоа покасно беше малце за 3 капитации. Еве ги нашите забелешки до Фондот за здравство на договорите за 2014-15 година. Што се еве? Внатре има, значи, ова го работеше адвокат. Добро. Која што во договорите ангажирана од нашето здружение, бидејќи кажете ми кратко што барате? Адвокатот најде во договорите барем 15 противзаконски решенија, членови, и барем 2 противуставни решенија. Ние сите тие ги набележивме и ги поделивме, ги доставивме до фондот. Фондот реагираше како што реагираше. По методот на казнување. Take it or leave it. Не, сакате, неќете. Ама тие ако било неуставно и незаконски, може да ги раскинат договорите. Но сепак, доволната капитација, да речеме, тоа не е преголема. Но фондот плаќа за стандардни здравствени услуги. Како на гинеколозите? Молам? Кажете ми што е стандардна здравствена услуга? Она што е дефинирано во простор опрема кадар од Министерството за здравство опишува ехоапарат. Значи вие, ако имате 4D ехоапарат, кој што чини повеќе, двојно, тројно, од 2D ехоапарат, во тој случај, фондот смета дека вие ќе привлечете повеќе осигуренички кои ќе извршат избор кај вас и вашата капитација ќе биде зголемена. Значи, а не да ги наплатувате затоа што е 4D. Сега, значи вака, ајде да бидеме јасни. Вие во моментов кажавме дека во 2007 година бевме 200 гинеколози. Сега сме 142, така? Да, 142. Тоа е намалено. И сега, значи... Зошто? Зошто? Затоа што гинеколозите или одат во пензија, природен одлив, или си одат во земјите каде што се соодветно ценети и платени. И каде што имаат услови да напредуваат. Значи, доваѓаме во една ситуација да бројот на гинеколозите се намалува, а доктор Петрова вели дека јас ќе сум привлечил уште пациенти кај мене, кога јас не можам ни тие што ги имам да ги прегледам. Не можете да стигнете. Значи, технички не можеме да постигнеме. И сега, има уште една работа. Кога рековме кај фонд за капитацијата, после ќе образложиме за износите. За оној што го спомна доктор Петрова, начин на привлекување на пациенти, и стимулативно и дестимулативно плаќање на гинеколозите. Па како кога ви опаѓаат гинеколозите, вие можете да стимулирате гинеколози да прикрепат пациенти со дестимулативен модел. Секаде во светот постои стимулативен модел, а не дестимулативен. Вие имате падна бројот на пациенти, неприкрепени 200-300 илјади жени во Република Македонија, а носите модел на плаќање дестимулативен.
Значи, ја колку повеќе примам... Се разговарало ли околу моделот на Значи, плаќање? Моделот на плаќање од 2001 година, бидејќи јас сум од 2000-та во фондот, така да ги знам текот на реформските процеси во фондот, избран беше моделот со поддршка од Светската банка, моделот капитационен, како и повеќето земји во европски земји и во обкружувањето кои што го користат тој модел. Капитацијата е начин, модел на плаќање за обезбедени здравствени услуги, а не за извршени. Пред воведување на капитација, пред 2000 година, имаше плаќање по услуга. Па во тој случај имаше прикажување и на повеќе услуги од оние што беа извршени. Лажно прикажување. А во однос на ова што вели доктор Филиповски, од годишниот извештај на фондот од 2016, бидејќи 2017 во март ќе излезе, бројот на лекари гинеколози во 14 е 138, бројот во 15 е 137, во 16 137 и сега е 142. Значи, немаме таков драстичен пат. А не се согласувам и во однос на изборот на гинеколог. Значи, 60% опфатеност на возрастната популација над 12 години до крај на животот, мислам дека е исклучително поволно и излезе фондот во пресред и со намалување на возрастната граница од 14 години на 12, а исто така и со стимулативните мерки во однос на новите избрани гинеколози кои што ќе почнуваат, така да тие во рок на година и пол ќе обезбедат осигуреници за да можат да... Зошто се намалува бодот над 4000 пациенти? Скалесто, па кажав пред малку, за да ги стимулира да се прикрепи во ординацијата уште еден лекарски. Ама уште еден лекар нема. Нема? Тоа е веќе проблем за министерството. Тоа фондот треба да го има во обзир, сигурно. Ако тој модел е од 2000 година, земен, сега сме 2018. Од 1.1.2017 сме ние приватни. Од 1.1.2007 година. Зарем 10 години не беа доволно да се сватат некои работи дека струката гинеколог е понижена. Ај што сум јас понижен. Пациентите ќе проценат за мене дали вредам или не вредам. Се понижува гинеколошкото здравје на жената. Сакате тоа да го објасниме преку капитациониот модел? Тоа ќе биде најпластично, најреално, за да сватат гледачите што се случува во Република Македонија. Еве го моделот на капитација за примарна здравствена заштита во педиатрија, гинекологија и општа медицина. Тука спаѓаат. И сега, многу лесно е видливо овде. Вика. Деца до 6 годишна возраст 55 денари е бодот за општите лекари и педиатрите, пута коефициент 3,1. Тоа дава 170 денари за дете. Значи, кога го објаснувам капитациониот модел, одма сакам да кажам дека јас воопшто, нити гинеколошкото здружение, нити било кој од нас имаме нешто против колку се колегите платени, колку зимаат капитација. Секој си кука на својата мака. Акцентот ви е на тоа да распределбата да биде според возрастната група и кај вас. Според возрастната група. Ќе продолжиме само уште малце, уште една минута. За деца од 6 до 18 години 1,2 коефициент пута 55, пошто 55 е бодот кај другите, освен кај нас гинеколози, тоа е 66 денари. За од 18 до 34 1,55 денари. За возраст од 34 до 65 години 1,6. Замислите, жените кои што се пациентки во општа медицина од 18 до 34 години, колегата зима повеќе капитација од колку гинекологот. Тој зима капитација 88 денари, а ја 50 денари. Во репродуктивен период. И вика, за постари од 65 години, коефициент 3,7, што ќе рече 203 денари. Значи, чуден модел, затоа што
Дури и децата до 6 годишна возраст, капитацијата за деца до 6 годишна возраст е 170 денари, а капитацијата за возрастни над 65 години е 230. Јас ќе ве замолам, запамтете си ја мислата, одиме со реклами, па се враќаме назад во студиото. Понатаму говориме на темата за незаконската наплата на матичните гинеколози. Ако може да дополнам, и ќе нема веќе разговор. Сега само би рекол зошто капитацијата, тоест капитациониот бод за лекарите по општа медицина и педиатрија е 55 денари, а зошто е за матичните гинеколози 50. Може би доктор Ана Петрова ќе ни објасни зошто е тоа така, меѓутоа јас би предпоставил дека моје мислење е дека тоа е награда заради тоа што колегите по општа медицина и педиатрија ги подпишаа анексите на договорите за 2017 година, а ние гинеколозите не ги подпишавме. И тоа им дојде нешто како со одлука на управниот одбор на Фондот за здравство, нешто како награда веројатно или некоја друга е проценката. Меѓутоа, зошто за гинеколозите не е зголемена? И второ, ако е награда, ако е заради подпишување на анексот на договорот. Во анексот на договорот никаде не пишува дека капитациониот бод од 50 се зголема на 55. Не го пишува, тоа не е услов. Значи, вие имавте состанок сега скоро. Да. Колку што знам со директорите на фондот, што побаравте и што ви беше ветен? Ние до Фондот за здравство понудивме еден акционен план со кој што ќе се унапреди, ќе се прво елиминираат овие негативни појави кои што ги имаме, а во второ, кој што е на 3 нивоа. По прво ниво би се разговарало за капитацијата на матичните гинеколози, нели така? Сето тоа околу бодот, околу возрастни групи, поделба на пациентите по возрастни групи. Јас не можам да разберам како може девојче од 12 години и трудница со близнаци да биде капитацијата иста. Тоа не знам како може да биде, ама така е во моментот. На второ ниво, значи тоа на прво ниво, да се воведе, да се зголеме капитација, да се поделат по возрастни групи, да се намали расположение од страна на новото раководство во фондот за ова работа. Можам да кажам дека по разговорите кои што ги имавме на 2-3 пати со раководниот тим, новиот раководен тип на Фондот за здравство, директорите господин Дендовчев и господин Орхан Ибраими, наидуваме на разбирање и расположение за решавање на оваа да зборувате понатаму да разговарате. Да разговараме и да ја надминеме оваа состојба која што е присутна во моментот. Јас се надевам дека сето незадоволство од гинеколозите ќе се реши на вистинското место со институциите и ниту еден изговор од аспект на висината на капитацијата или инвестирањето во опремата, всушност во опрема инвестира секој професионалец, не е изговор за незаконската наплата. Случаите кои што сме ги регистрирале укажуваат на вистина високо наплатени суми, например, некои лекари наплаќале дури и за отварање на картон. Значи, самата евиденција кај матичниот гинеколог се наплаќала по 600 денари. Цените за ехо преглед варирале од 300 до 1000 денари. Значи, сите знаеме дека ехо прегледот, согласно правилникот на Фондот за здравствено осигурување, не се смета за посебна медицинска процедура, туку се смета за преглед кај избраниот лекар. Прегледот кај избраниот лекар е бесплатен, согласно Законот за здравствено осигурување, така што мислам дека вие навлеговте во многу суптилни податоци во однос на висината на капитацијата, на цената на опремата, меѓутоа тоа ништо не им значи на пациентите. Така е. Не ги кажавме казните. Да. Револтирани се гинеколозите на казните, а тука страдаат пациентите. Во однос на казните кажав, бидејќи не беше подпишан анекс на договорот, остана казната за дополнителна неоснована наплатување на средства да биде половина капитација, додека за дејност општа медицина и за стоматологија се 3 капитации. Поентата за да се направат 3 капитации беше највеќе за гинеколозите, но тие не го подпишаа анекс договорот. Но би сакала накратко само да кажам што сме некаде при во крај однос на капитацијата.
Значи, фондот, капитацијата ја исплаќа 70% за лекувањето, 30% за превенција. Превентивни мерки и активности што треба да ги вршат гинеколозите. А 30% поделени се на овој начин. За рационално користење и рационално пропишување на лекови од листа на лекови добиваат 5%. Потоа, рационално и оправдано пропишување на боледување се однесува на боледувања до 15 дена, значи не се комисиски и не се породилни, добиваат 2%. Минатата година има исто така 2% за специфична медицинска едукација, она што вели Душко, значи и фондот во тој дел инвестира, одвојува средства. Но, она што е важно, во однос на гинеколошко-акушерските цели, тоа е ПАП тестот, кој што носи 15% од тие 30% и колпоскопски преглед на позитивен ПАП тест. Исто така, кај бремените жени е микробиолошкиот бриз од 12 до 30 недела задолжителен. Но, она што е многу важно, Македонија е на врвот на листата од земји со најголема смртност на новороденчиња во Европа. Матичните гинеколози се на прва линија на фронтот во превенцијата, во правилно водење на бременоста. Дали се согласувате дека тука одговорноста е огромна, бидејќи во разговори со доктори гинеколози пак од клиниката за гинекологија, па тие велат, вие не знаете што нас се ни праќаат матичните гинеколози. Што све им праќате на... Верувајте ми, Дали и на платата има тука влијание, бидејќи па не може, што кажа нели Росана, дека не може секој да си приушти да плати картон, да си плати ехо, да има сиромашни семејства, тешка економска криза, сиромаштија, не може секој да плаќа во бременост 3, 4, 5 пати ехо преглед. Значи, одма ќе ви за кажам некој е поим тоа. Ова што вие го кажавте, дека колегите гинеколози од секундарна и терцијална здравствена заштита се изјасниле некој вака, верувајте ми, за мене е јас него смртните случаи се случуваат таму, на родилки, на доенчиња, особено на ромската популација, каде што смртноста всушност е најголема. Ја мислам дека колега гинеколог не би рекол таква работа за свој колега гинеколог. Не. Што се однесува до дека сме први на листата по доенечка и новороденечка смртност. Да, тоа е така. И од година во година сме се полоши. Се полоши? Зошто сме полоши? Значи, некој треба да мисли. Зошто сме полоши? Каде е проблем? Превенцијата. Што се однесува до секундарна и терцијална здравствена заштита, нема јас да коментирам. Затоа што не сум компетентен за да коментирам. Дојдени сте за што вашиот се однесува за примарната здравствена заштита. Треба сериозно да се размисли за статусот на гинеколозите, матичните гинеколози во Република Македонија, статусот, значи не само финансискиот момент, ами и статусот на гинеколозите. И второ, јас сум сигурен доколку се најде соодветно, а ценам дека ќе се најде према расположението кое што моментално владее во институциите на системот, во Фондот за здравство, во Министерството за здравство, за примарната гинекологија. Мислам дека има сега една позитивна клима, која што се и наетите со институциите, со фондот страдаат пациенти. Се и наетевме. Се и наетевте до сега. Ете така. Односно, мудро си молчевте и седевте додека општите лекари си ја водеа битката во повеќе наврати си добија зголемување на капитацијата. Добија зголемување на капитацијата, сите знаеме кога, 2016-2017 година, кога во Македонија беше политичка криза, гинеколозите беа, како да речем тоа, скромни. Не сакаа да ги ја користат политичката криза за остварување на некои своји цели, особено финансиски. Не сакаме во тек време на избори, не сакаме во предизборие, не сакаме по избори. Ама вие не сте сакале 10 години, а сега сите ви се криви, фондот ви е крив, криви ви се пациентите. Јас ќе ви кажам. Кога е моментот за вие да си ги побарате вашите права? Ние ги бараме 10 години назад. Меѓутоа, никако да ги добиеме. Сега,
веројатно сега е климата, сега е моментот, пошто постои расположение и клима во фондот и во Министерството, да се обрати внимание на матичните гинеколози, што они представуваат во одржувањето на гинеколошкото здравје на жената. Ако се најде соодветно разбирање и се подобри нашиот статус, не само финансиски реков, ако се најде разбирање, тогаш јас можам да бидам слободен и да кажам дека за многу кратко, во соработка со колегите од секундарно и терцијално здравство, заеднички ќе постигнеме едни промени на дојнечката и новороденечката смртност, која за 2-3 години ја мислам дека ќе ја смалиме во значаен процент. Ако ви го зголемат бодот и капитацијата, ќе намалите дојнечката и смртност. Знаете што на почетокот реков. На почетокот реков, нерешениот овој и ваков статус на гинеколозите, на матичните гинеколози, не влијае стимулирачки за да се работи. Не влијае стимулирачки. Ова е дестимулирачки начин. Апсолутно, си кажавте дека е дестимулирачки, но сите констатираме дека страдаат пациентките. Јас имам тука некои податоци, ромската популација. Јас верувам дека 10 години таму немаше матичен гинеколог. 8000 жени од Чутоа Ризори беа оставени без матичен гинеколог. Сигурно верувам дека и многу други фактори влијаат на дојнечката смртност, но претпоставувам дека и немањето матичен гинеколог имало големо влијание. 2014 14,2 промили. Дури 17,4 промили на 1000 родени во 2013 смртност на доенчиња и тоа на деца до 11 месеци од живот. Апсолутно, географската бариера е многу сериозна бариера. Ако го погледнеме Законот за здравствена заштита, начелото на достапност е предвидено како основно законско начело. Значи, достапноста значи физички, географски достап на здравствена услуга, но и економски достап на здравствена услуга, исполнети кумулативно. Ако ние било кој од овие услови не ги исполнуваме, ние значи сами сме си го порекнале законот кој што сме го донеле како држава. Јас се надевам дека ќе најдете заеднички јазик со Фондот за здравствено осигурување, дека конечно вие ќе си го решите проблемот, но дека и понатаму нема да биде на сметка и по грбот на пациентките, а се надевам дека и осигуреничките ќе знаат да си ги бараат своите права, да бараат фискални сметки, да бидат задоволни и да не им се наплаќа за тоа што е бесплатно. Секако дека во најголем интерес е и на осигуреничките, на пациентките, а и на гинеколозите, да се најде дефинитивно решение, конечно решение за овој став, и ја мислам за овој проблем, и мислам дека во следниот период и ќе се најде соодветно решение, затоа што оваа состојба не одговара никому. Затоа што се смени власта. Па, да речеме дека можеби и тоа има своје... Сте чекале некаков момент. И уште еднаш ќе потенцирам, само уште ве молам. Значи, се што зборувавме околу капитацијата, ќе повторам уште еднаш. Значи, гинеколозите немаат ништо против колку се платени колегите, педиатри и општи. Ние зборуваме за нашиот проблем. Но се надевам дека понатаму нема да биде по грбот на пациентките, кои што заради вашиот проблем вадат од својот джеп за нешто што е бесплатно и што законот им го дозволува. Ние највише го сакаме тоа, значи сето тоа ќе се среди кога ќе се оформи пакет на услуги, кој ќе се знае што е тоа стандард, што е нестандард, што следува на пациентка во тек на година во бременост и вон бременост и кога ќе се тоа прво. Сега пак се враќаме на почеток. Добро. Само што ова да дополнам. Не е логично да на секундарно, специјалистичко, консултативно и терцијерно ниво бремените жени се ослободени од партиципација, а избраниот лекар кој што треба, на кого го довериле нивното здравје и нивниот пород утре да остане да се наплатува. Мислам, на вистина тоа не е. Нема логика, не е законски, не е етички, не е човечки. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и понатаму да ги следите програмите на телевизија 24.